Во ова издание на Newsflash ке гледате сами на државите од континентот Америка во Калифорнија. Интервју со аналитичарот Едвард Джозеф од Школата за напредни и меѓународни студии при Универзитетот Џонс Хопкинс во Вашингтон за Балканот и неговиот пат кон Европската Унија. Заедничко интервју со министерката за одбрана Славјанка Петровска и заменик помошничката за одбрана на САД Лора Купер по стратешкиот диалог во Вашингтон. Останете со нас да слушнете што кажаа. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јованчо Наумовски. Овогодинешниот самит на државите од американскиот континент започнува оваа недела во Лос Анџелес. Но лидерите на неколку клучни нации ќе го бойкотираат бидејќи САД не ги поканија лидерите на Куба, Никарагва и Венецуела. Заканите дека лидерите на Мексико, Гватемала и Хондурас нема да се појават предизвика загриженост за американското раководство во нивниот регион. САД денес објавија неколку иницијативи на владата и приватниот сектор кои треба да го зајакнат развојот и безбедноста во Централна Америка како дел од програмата дизајнирана да ги реши основните причини зошто луѓето мигрираат во САД. Подпредседателката Камала Харис ја водеше иницијативата која вклучуваше средба со деловни лидери доцна во понеделникот пред објавувањето на новите проекти од 1,9 милиарди долари. Соединетите држави не ги поканија Куба, Никарагва или Венецуела да учествуваат, а пресекретарот на Белата куќа Карин Жан-Пјер во понеделникот им рече на новинарите: "Не веруваме дека диктаторите треба да бидат поканети." Поради немањето покана за лидерите на Куба, Никарагва и Венецуела, како одговор, мексиканскиот претседател Андрес Мануел Лопес Обрадор рече дека нема да присуствува и наместо тоа го испрати својот министер за надворешни работи. Претседателката на Хондурас, Ксиомија Кастро, исто така останува дома откако рече дека ќе присуствува на самитот само ако сите земји од Америка бидат поканети без исклучок. САД и Северна Македонија ја потврдија заложбата за продлабочување на билатералното партнерство преку стратешкиот диалог кој минатата недела се одржа во Вашингтон. На крајот од средбите, министерката за одбрана Славјанка Петровска и заменик помошничката за одбрана на САД Лора Купер зборуваа за гласот на Америка за соработката во одбраната, особено за безбедносните ризици кои ги носи бугарската блокада за членството во Европската Унија. Министерката Петровска во разговор со колешката Милена Ѓорѓиевска кажа и каква порака во однос на ова прашање добила од Белата куќа. Белата куќа изразила загриженост за бугарското вето за почеток на пристапните преговори на Северна Македонија со Европската Унија за време на средбата со министерката за одбрана Славјанка Петровска минатата недела во Вашингтон. Споделивме загрижености за застојот во европската интеграција на нашата држава и се разбира недвосмислено ја добивме поддршката дека тој процес треба да се забрза, односно дека Република Северна Македонија треба да го добие датумот и да ги отпочне преговорите. За безбедносните ризици од бугарската блокада, Петровска зборуваше заедно со заменик помошничката на секретарот за одбрана на САД Лора Купер во заедничко интервју во Пентагон. Предолгото тактизирање или одлагање на почетокот на преговорите заради ветото кое го имаме од нашиот сосед може да предизвика сериозен безбедносен проблем на Балканот, заради тоа што веќе се чувствува на некој начин фрустрацијата од предолгото чекање во овој процес. Тоа е нешто што дополнително го обесхрабрува и администрацијата, меѓутоа и општеството во целина. Според Петровска, предолгото тактизирање со ветото, особено во услови на војна во Украина, остава простор за влијание на трети сили. Истиот став го има и Купер, која рече дека постои итно за придвижување на кандидатурите за Европската Унија на Северна Македонија и Албанија. Russia certainly will seek to exacerbate divisions and seek to thwart the accession, whether it was before to NATO, which we know Russia tried to stop, and now to the EU. Купер рече дека заедно со Македонското министерство за одбрана работат на институционални реформи. I see the work that we are doing with North Macedonia on institutional reform within the Ministry of Defense and the Armed Forces as fundamental to ensuring a climate in which corruption cannot thrive.
Петровска и Купер нагласија дека договорениот грант од $40 милиони за време на стратешкиот диалог во Вашингтон ќе се искористи за модернизација на армијата и за зголемување на заштитата од хибридни закани. Хибридните закани беа присутни во Република Северна Македонија и претходно, но се разбира дека со започнувањето на руската инвазија врз Украина, тие и особено ставовите кои Република Северна Македонија, особено владата ги има кон ова прашање, тоа е јасна осуда и недвосмислена поддршка на Украина во оваа борба, се засилија кон Република Северна Македонија, кон институциите и се разбира кон одредени министри, политичари или пак јавни личности кои го изразуваат тој свој став, но и генерално тие закани се присутни во нашата држава. А дали одлуката на Русија да ја стави Северна Македонија на листата на непријателски земји представува реална закана за државата и какви контрамерки би можеле да се очекуваат од Москва поради одлуката на македонската влада да им се приклучи на земјите од Европската Унија во нивните санкции против Русија, Купер рече. So we think the information tool is the one that we're seeing the most these days, and it's the effort to try to influence the news media, to try to influence how people think about Russia's foreign policy, and to try to undermine individual governments and sow division within populations. Петровска и Купер најавија нови заеднички вежби на криволак, како и соработка во делот на програмата за воено образование и обука. Купер исто така рече и дека САД ќе ја поддржат Северна Македонија со експертска помош, како и со финансиска помош од $4,5 милиони за градење на капацитети за сајбер одбрана. Повеќе за ова може да прочитате во целото интервју на нашата веб страница. А САД уште еднаш треба да реагираат на Балканот, да каде Европската Унија не може да постигне поместување на позициите, коментираше аналитичарот Едвард Џозеф од Школата за напредни и меѓународни студии во Вашингтон. Со ставање акцент се разбира на стратешкиот диалог како и импактот врз регионот. Со него разговараше Јане Бојаджиевски. Timing could not be better for North Macedonia than to have this. Тајмингот на одржување на стратешкиот диалог во Вашингтон не можеше да биде подобар за Северна Македонија затоа што подоцна месецов Европската Унија ќе одржи самит од каде ќе биде донесена одлука за евентуален излез од овој антидемократски и проруски маневар на Бугарија. Вака анализира Едвард Џозеф, долгогодишен американски аналитичар за Балканот, го сублимира импактот од војната во Украина врз регионот, потребата од вакви стратешки диалози со земји од Западен Балкан. Things in some ways appear to be getting worse after the war in Ukraine. Of course, Некои работи на Балканот се влошени по почетокот на војната во Украина. Македонија се уште ги чувствува негативните последици од Бугарија со ветото. Србија им пркоси на повиците на Европската Унија и САД да воведат санкции врз Русија. Хрватскиот претседател се заканува дека ќе го блокира членството на Финска и Шведска во НАТО, доколку нема решение за некои наталожени предизвици во Босна и Херцеговина. Потребен е поголем стратешки пристап кон Балканот. Според него, Северна Македонија и Албанија го имаат исполнето тоа што се бараше од нив за почеток на преговори и затоа блокирањето на интегративниот процес представува проблем за самата ЕУ, но и за САД. this Bulgarian blockade is very positive for Russia. Бугарската блокада е мощно позитивна за Русија. Тоа е важно да се нагласи. Интересот на Русија да го спречи Балканот да се придвижи кон стабилноста кон Европската Унија и НАТО. Блокирањето на двете земји помага и на Србија да носи одлуки кои се косат со меѓународната заедница, наведува Џозеф. Serbia is on Russia's side, and this gives Belgrade. Србија е на страната на Русија. Ваквата ситуација му дава моќ на Белград и јавно да го предизвика воведувањето санкции врз Русија или да постигне договор за Косово кога нема јасен патоказ за членство во Европската Унија, како што е тоа во случајот со Северна Македонија и со Албанија, кои се заглавени поради бугарското вето. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски јазик од студиото во Вашингтон. Пријатно.